Судот го прекинува обвинетиот Бојан Јованов. Во текот Видно вознемирен по изрекувањето на пресудата Боки 13 без да добие збор и порача на судиката дека казната од 9 години затвор која му беше одредена е доказ дека е слуга на Зоран Заев и замина од судницата. Пресудата е одмазничка и според неговиот татко Миле Јовановски пред се, затоа што неговиот син презентирал инкриминирачки пораки со Русковска и други функционери. Според Миле Јовановски, цела влада и Заев знаеле за се, а се кријат. Ова е една одмазничка, затоа што Бојан им изнесе, а после тоа им изведе некои докази од неговиот мобилен телефон, кај што немаат одговори никој до сега. Кој од нив одговорил нешто од тоа? Бил запознаен Дон Зоран Заев, бил запознаена цела влада, само се кријат. Тоа е целата вистина. Според пресудата, Боки 13 ги довел во заблуда и ги измамил Адријан Амзовски и Силијан Мицевски, искористувајќи ја невладината организација, а перел и пари. Во целата измама му помагала Јасна Ерцеговиќ, која доби 4 годишна затворска казна. Асистентката Кристина Блажевска исто така учествувала во кривичното дело перење пари и судот изрече казна затвор од 1 година. Татко му на Боки, Миле Јовановски, доби условна казна во период од 5 години. Ослободена од обвинението беше само екс-претеничката на социјалдемократите Фросина Ременски, која според судот не учествувала во измамата на бизнисмените. Наоѓањето на овие 700.000 евра во домот на обвинетиот Бојан Јованов не се за намените и целите на проектот. И понатаму, по датумот на фотографијата, воопшто не беа презентирани докази за кои намени и цели на проектот завршиле овие пари. Обвинителката Ивана Трајчева е незадоволна и ќе се жали на ваквата пресуда. По однос на ослободителниот дел, како што ме прашавте особено по однос на обвинетата Фросина Ташевска Ременски, секако морам да ви кажам дека мора да го почекаме писмениот отправок на пресудата, но од она што јас го слушнав денеска, од образложението при објавувањето на пресудата, јас можам уште сега да кажам дека најавувам дека обвинителството ќе поднесе жалба. И одбраната незадоволна од пресудата. Сметам дека ова е пример на пресуда каква не треба да биде донесена, дека нема ниту еден доказ, секако дека ќе биде обжалена. Значи станува збор за еден граѓанско правен однос. Единствено задоволна од судот излезе Ременски. Јас сум задоволна од денешнава одлука. Повеќе од 2 години и психички, и физички, и емоционално поминувам низ овој процес и барам разбирање денеска да ја добијам пресудата, да ги прочитам наводите и да дадам повеќе образложение за било какво денеска прашање. Правното лице Меѓународен сојуз, кој исто така беше осудено во судскиот предмет, треба да плати 1 милион денари 15 дена откако пресудата ќе стане правосилна.